Почитувани гледачи, добро вечер во уште едно издание на 24 анализа. Практично джинглот најави дека и оваа емисија ќе биде посветена на престојните локални избори. Ја посветуваме на Битола и на кандидатите за градоначалници на Битола. Во трката влегуваат 8 луѓе се како кандидати пријавени, меѓутоа еден од нив навреме се јави и не одговори позитивно на нашата покана поради претходно преземени обврски, за што изрази и жалење, но како и да е, 7 кандидати за градоначалници веќе се во студиото на телевизија 24, ќе почнам да ги најавувам со ред на седење. Методија Куновски, кандидат за градоначалник на Битола од СДСМ. Добро вечер и благодарам што ја прифативте поканата. Добро вечер, ви благодарам вам за поканата и поздрав до гледачите. Така, Тони Коњановски, кандидат за градоначалник на Битола за уште еден мандат, инаку актуелен градоначалник. Коњановски, вам ви благодарам што позитивно благодарам за поканата одговоривте на добра и пријатна вечер до вашите гледачи. Така. Мирјана Мирчевски, кандидатка за градоначалник на Битола, Македонска ера трета. Благодарам и вам, Мирјана, што се озвавте позитивно и што ги ускладивте вашите активности практично и на терен за да дојдете во Скопје и да ја направиме оваа дебата. Натаму е госпоѓата Габриела Илиевска, група избирачи поинаку. Добро вечер, благодарам за поканата и се надевам дека ќе имаме добра емисија. Апсолутно дека ќе имаме. Јорго Огненовски, кандидат за градоначалник на Битола од партијата Демократи. Огненовски, благодарам и вам што се озвавте позитивно. И јас ви благодарам, поздрав до гледачите. Така, Зоран Николовски е следен, кандидат за градоначалник на Битола од група избирачи или независен, што ќе рече. Добро вечер, ви благодарам за поканата и за честа да бидеме гости во вашата телевизија. Се разбира. И Кире Димов, кандидат предложен од група избирачи и поддржан од ВМРО. Ви благодарам и вам, Димов, што сте дел од оваа дебата. Јас кажав на почетокот дека само еден од кандидатите одби поради претходно преземени обврски, тоа е господинот Васко Деловски, меѓутоа се јави навреме и се извини што не може да присуствува на дебата. Ќе одиме одма со темите што се предвидени. Се знае дека вие сите се залагате некако. Јас и на почетокот да не изумам да ги соопштам правилата, иако ги зборувавме нели пред почеток на емисијата. Имате минута можност за одговор на било која тема и по 30 секунди реплика, право на реплика и контрареплика. Ќе почнеме нели со ред. Прво од господинот што седи од мојата лева страна како прв, па втората тема ќе ја почнеме од господинот Коњановски, така докаде што ќе стигнеме за сите некако да се изредат или барем дел од вас, нели, да бидат први во одговорите. Одиме се со вас, господине Куновски, сите вие во програмите ја имате здравата животна средина, како да се дојде во Битола до почиста, поздрава животна средина, го имате тука Пелистер, меѓутоа изгледа губи секакво значење со она што го гледаме наоколу, што се случува и не е само Битола, на секаде во Македонија. Час поскоро треба сите ние навистина да го впериме прстот во глава и да речеме што и како правиме на овој план. Кои се визиите ваши за во однос на животната средина? Очигледно една од најактуелните теми оваа изборна кампања. Токму денеска во Битола се случува и еден протест, иако искрено се надав дека ќе биде многу помасовен од она што на крајот испадна. Фокусот е секогаш на здравата животна средина во Битола заради фактот што донесе РЕК Битола, а во најава и отворање на регионална депонија за 18 општини, која што наиде на страшно голема осуда во битолската јавност. И оттаму ние централниот или еден од централните проекти кои што ги предвидуваме во нашата програма е наместо учество во проектот за изградба на регионална депонија за 18 општини, изградба на фабрика за реупотреба, рециклажа и третман на биоразградливиот отпад. Имајќи ги во предвид, повторно ќе кажам, искуствата и во светот, кога депониите веќе се еден застарен метод на управување со сметот и со ѓубрето, се одлучивме на варијанта нула отпад, бидејќи Битола е град со 80 на 70 илјади жители, кој што може да си дозволи една таква фабрика која што на крајот ќе има нула отпад во градот. Така, Коњановски, исто на оваа тема? Што вие го уочивте како градоначалник, што недостасува на овој план на собирањето и колектирањето на отпадот? Често говорам дека на оваа тема која е навистина актуелна не само во Битола, актуелна во Битола и пошироко во Македонија, политички кариери се направиле, особено кај нас во Битола, луѓе по 2-3 мандати веќе седат во советот дебатирајќи на оваа тема и со волшебно тапче да се изчисти воздухот и сето она. Сакам да кажам дека ние она што го преземаме во
Фактички генералниот урбанистички план треба да реши многу проблеми од делот и на инфраструктурата и во делот на животната средина. Делот на топлификацијата која е во завршна фаза ќе оспособи 36 јавни институции да се ослободат од тврдото гориво или течното гориво и така натаму. Прочистителната станица е на потек, фактички припремните работи се веќе на терен се прават. Два проекти на ВМРО ДПМН од 2014-16 година наваму кои го решаваат во дел од загадувањето. Она што го направивме зелен катастар, програма за многу обемна програма за енергетска ефикасност која имаме. Времето не предупредува така. Мирчевски? Да. Добро вечер и уште едно сакам да потенцирам дека независен кандидат поддржан од група граѓани и поддржан од македонска ера трета. Тоа не го нагласивме, да. Во однос на загадувањето целокупно во Битола, изминатиот период сведоци сме на една ситуација каде што Битола е некако окупирана во ѓубре. Значи, наша програма, во нашата програма, дел од нашата програма е санирање на тие депонии и забрана за депонирање на отпад на одредени места каде што имаме актуелни депонии. Исто така засадување на 10.000 според нашата програма нови садници пред секоја зграда да имаме точно зелена површина со тоа што би се стимулирало да не се прават одредени на одредени места диви депонии. Во однос на регионалната депонија во изминатиот период се кажува дека е меѓу 18 општинска, претходно била 9 општинска. Ние се залагаме исклучиво да нема таква депонија. Меѓутоа центар за рециклирање во кој би почнало да се рециклира, ѓубрето и да има нормално фабрика и понатаму да почнеме со рециклирање на Илиевска, вие прилично гласни бевте како член на Советот во Битола на овие теми. Повелете со визијата на почеток би сакала да кажам што не смее да и се случи на Битола во следниот период како центар кој што доволно се труе од РЕК Битола. Тоа е, како што кажавте, на 18.3.2018 година е донесена една одлука за регионално справување со отпад на Пелагонискиот регион. Значи, тука се Битола, Новац и Могила. Меѓутоа, не смееме да дозволиме сега, во 2025 година, се отвори депонија за 18 општини, односно од пола Македонија, ѓубрето да се носи во Битола и да продолжиме да се труеме. И дополнително мора да се стопира ова одлука, која што е всушност писмо со намери од страна на Министерство за животна средина, каде што пишува дека има известување за намера за изведување на проект изведба на депонија за опасен отпад во РЕК Битола. Тоа е она што мора битолчани да го спречат во овој момент, а од друга страна проектите кои што ние ги ветуваме се остварливи и има пари во буџетот на општина Битола. Така, Огненовски, повелете вие на оваа тема. Прво мора да се постават филтери на РЕК Битола, најголем загадувач, не само на Битола, на регионот и Пелагонија од цела Македонија. Значи, тоа не е направено од луѓето што се на власт сега, а нормално предлагаат фантастични проекти. Второ, ние сме против изградба на регионалната депонија. Од регионална депонија каде што 18 општини ќе носат. Во Битола може само да се изгради не депонија за ѓубре, 21 век сме, треба да се изгради фабрика за преработка на ѓубрето, од кој ќе добиваме низ производи, како што е струја, тули и така натаму. Значи, ние треба да одиме во 21 век. Цело време ја слушам Габриела, ја слушам Менде, тој од политичката партија се разбира СДС и градоначалник кој што владеат со Битола, со години, со децени, ништо немат направено. Па малце застремете се, доста само предлагат, па амандмани, па некои испитување, не вели стрампе. Толку од мене. Добро, Николовски, повелете вие. Ви благодарам за прашањето. Навистина, според атрактивноста, ова тема котира многу високо во сите општини на Македонија. И во сите понуди на кандидатите, нели, за локален Па и во сите програми на кандидатите, само што разликата во тоа што различно ја толкуваме и различно ја интерпретираме дефиницијата поимот, односно за животна средина. Знаете како, во секоја општина постојат два многу значајни документи, најзначајни документи. За жал Битола го нема ни едниот ни другиот. Првиот значајен документ е генералниот урбанистички план, а вториот значајен документ е документот за стратегија за животна средина. Документ за стратегија за животна средина нема ни една општина во државата.
Јас ви уверувам дека Битола ќе биде првата што ќе го направи тоа, бидејќи доволно долго го чекавме тоа да се направи. Затоа што и тој документ не е документ што се носи многу брзо, многу едноставно. Треба претходни истражувања за подоцна се донеси. А што се однесува до нечистиот воздух, тоа е природен проблем заради котлината заради местоположбата на Битола и на природен начин ќе се реши. Така, добро, Димов, повелете. Добро вечер. Значи, во врска со животната средина во Битола и загадениот воздух и сите овие работи што ги спомнуваме, но забораваме да кажеме дека првиот национален парк во Македонија е Пелистер, каде што моментално водата е загадена. Јас не знам или не познавам човек да оди во некој национален парк, а да не може слободно да се напие вода. Под Пелистер, во Пелистер водата е со фекалии и е загадена и е забранета за пиење. Значи, тој момент мора да се реши. Најдов и јас на таков податок. Значи, депонијата како депонија, таа е веќе подпишана и според мене таму тој дел е завршен. Значи, сите овои опоненти може да го кажат тоа истото, да не се лажиме, да не ги лажиме битолчани дека нешто може да се смени. Сите имат депонирано подписи дека депонија ќе има, но прашањето е, ние треба да направиме пред да почнеме да ги сврламе оние џубривот во депонијата, нас ни треба центари за рециклирање на тој отпад. Така. Ви благодарам за одговорите на ова прво прашање. Дали имате реплики и кон кого се репликите или констатација било кој? Ако е констатација или добро, ќе го крстиме како реплика или констатација. Повелете Коњановски. Класично лицемерие и замајување на јавноста дека во Битола се гради депонија. И она што го покажа почитуваната Габриела е службен гласник кој го имам јас истиот, заедно со неа. Го изгласавме 2018 на 10-та седница на Совет, каде пишува одлука за давање согласност за основање на регионална депонија и потребна инфраструктура за Пелагонискиот регион. Значи, постапката е почната 2018 и многу понапред од тоа, кога 14-та, кога Feasibility студија, да кажам, дека е земен заем од Европска банка за обнова и развој. Целата постапка е веќе отпочната. Со 55 милиони. Значи, нема да сме појасни за граѓаните. Не зборуваме за депонија, зборуваме за систем за управување со отпад. Тоа треба граѓаните да го знаат. Депонијата е еден сосема мал сегмент. Так. Системот за управување со отпад или таа депонија не е во Битола. Таа е лоцирана во општина Новаци, така ќе биде. Времето така, еве ви оставив простор да се така повелете. Сакам да прашам господинот Коњановски дали разликува Пелагониски регион од 18 општини, тоа е првото моje прашање, и второто моje прашање каде во оваа одлука пишува каде ќе биде депонијата. Значи таа одлука ја донесе владата ваша да биде во Новаци и да бидат пола Македонија ѓубрето да го носи во Новаци. Регионална депонија за Пелагонискиот регион е едно, 18 општини е сосема друго. Одговорете Вие, почитувана Габриела, заедно со сите советнички групи во актуелниот состав во кој јас бев градоначалник, гласавте за формирање одлука за предлог од поставување меѓуопштинска соработка и основање на заедничко јавно предпријатие за регионално управување со отпад. Каде пишува дека ние сме донесле одлука за изградба на депонија за 18 општини? Точно прочитавте дека се работи за одлука за меѓуопштинска соработка и делегирање на двајца вработени од општина Битола. Ако разбирам. Делегирање на двајца вработени од општина Битола во изработка на правни акти. Ми е жал што имаме градоначалник кој не разликува ниту правни термини, ниту разликува каде е Пелагониски регион. Ви дава можност на Мирчевски, пак имате можност повторно на оваа тема. Мирјана Мирчевски, па вие, Методија, па вие. Од ова што го слушнав, мене ми е жал што имаме ваков... Констатација, реплика кон кого? Мене ми е жал што имаме ваков совет кој кажува дека на седница разгледувале, гласале за нешто, меѓутоа не гласале за проект кој би требало да се направи во Битола. Тогаш зошто би бил тој тука? Во името на граѓаните, јас бев учесник на тие протести, значи против депонија. Граѓаните и од околните места кажуваат ни од 18, ни од 9. Овде не треба да сега да разговараме ние претходно дали била 18 општинска или за 9. Граѓаните не знаат дека ќе има депонија и не сакаат депонија. Меѓутоа, едно да кажеме, дека сите они точно знаеа за што гласаат, затоа што се гласаше во Советот на општина Битола, меѓутоа тој 2018 на централно ниво од
битен фактор кој треба да се знае. Ајде, вие Куновски, се пријавивте за реплика, дали констатација или реплика кон некого конкретно? Реплика, констатација, искрено веќе не знам кога станува збор за оваа тема, но факт е едно. Дали се работи за 2018, дали за 2024 година, се едно е за каква одлука се работи, дали е за 9 или за 18 општини во однос на формално правниот карактер. Не е ништо страшно и ништо лошо според мене. Ако било каква донесена одлука ја ревидираме во моментот кога сваќаме дека тоа наидува на апсолутно неприфаќање кај граѓаните. И не е сега финтата што да правиме со таа одлука, туку кое следно решение можеме да го понудиме. Затоа и ние го предлагаме како политичка партија, без разлика дали сме гласале во 2018-2024 за таква некоја одлука, некое ново решение кое што ќе биде многу поприфатливо за граѓаните. А ние упорно некако со главата во зидот одиме кој гласал, зошто гласал, без разлика што било, се водиме напред. Ајде, толку ни е времето, јас се помалку пуштам пуза да се дискажете. Ќе внесете го во категоријата сугестија. Би ги замолил господинот Коњановски и господјата Илиевска да не замајуваат дека нешто као нешто има меѓу нив. Тие имаа прилика многу пати во текот на нивната коалиција да ја растурат таа коалиција, додека беа заедно во општината Битол, бидејќи ние сите гледавме и знаеме како функционира, како на народната, тој кобајаги се додворува, а таа кобајаги не се согласува. Така да тие весели комбинации што ги правеа тогаш, доста ни од нив, не мора секоја дебата нив да ги слушаме. Ви благодарам. Добро, се чувствувате повикани за да одговорите нешто, бидејќи бевте споменати, ајде Илиевска па Коњановски. Ајде, повелете Коњановски. Само уште еднаш би ја потенцирал одлуката за утврдување предлог за воспоставување меѓуопштинска соратка помеѓу општините, наведени се 18 општини. Процесот е почнат многу давно. Процесот го терат, го спроведуваат две влади, и на Социјалдемократскиот сојуз и на ВМРО ДПМН. И 2018 година проширено е ради економски причини, според физибилити студијата, обемот 250.000 жители најмалку треба да има за економска исплатливост за да се формира регионална депонија. Морам да нагласам дека Советот на општина Битола, нека му кажи градоначалникот дека нема надлежност да носи одлука за изградба на депонија. Таква надлежност има само Министерство за животна средина и владата на Република Македонија. Во контекст на обраќањето на господинот Николовски, не можам да си поверувам, значи господин кој допред два месеци беше директор од ЗНАМ, денес ни кажува како функционирал Советот и како бил независен, а поддржан од левица. Немам намера повеќе да коментирам нешто. Така, Огненовски, вие се пријавите, да. Немам ни потреба да ви одговорам. Тоа е проблем. Огненовски, повелете. Се извинувам. 12 години господи Илиевска сина во Советот. 4 години господинот градоначалник е во Советот. Пред тоа беше уште да, во Советот и градоначалник, се извинувам. Значи, вие го немате решено проблемот со ѓубрето. Да си гласала. Еве, таму има документи. Не го лажи народо, не ги лажи битолчани. Ако сакаш да бидеш градоначалник, не е проблем. Има шанса и ќе те гласат. Но не си квалитетна за да бидеш градоначалник. Затоа што го имаш докажано во пракса. 12 години, 4 години си председател на Илиевска се однесуваше се разбира на не се. Да, повелете Илиевска, бидејќи сте повикани. Да, се однесува и морам да кажам дека да, во право е господинот, бидејќи 12 години мене ми дал некој легитимитет и ме гласал. За разлика од господинот кој 5 пати се кандидира и кој е статистичка грешка, добро 4 пати, и кој е статистичка грешка на избори, очигледно дека народот не го препознал. Ние сме имале легитимитет од граѓаните и точно заради тоа сме биле избрани. Не може да кажува некој кој не добил легитимитет од граѓаните. Само да нешто сакате контрареплика? Сакам да му кажам. Јас ќе се кандидирам и понатаму се додека ја постигнам целта да те тргнам тебе и твоите поинаку, бидејќи точно поинаку ја уништувате Битола. Добро, да го задржиме нивото на дискусијата, да сме парламентарни, достоинствена дебатата да биде. Пари на граѓаните на Битола и нормално дека имате легитимитет кога имате пари мои за да терате кампања против мене. Не знам, јас едно само ќе кажам. Уште имате потреба за реплики, контрареплики на оваа тема? Мислам, така, ова е, не знам која трета или четврта дебатна емисија која што ја снимаме и на која што упорно се вртиме во круг околу одлуките 2018-2024. Упорно ќе се вртиме, значи, додека не се сложуваме со работата на Советот. Луѓе, време е на предизборна кампања во која што треба да понудиме решенија. Решенија понудени, дали Коњановски, дали Габриела, дали Методија Илиевски со СДСМ позади себе.
донеле некогаш некакви одлуки кои што се неприфатливи во моментов. Ние упорно тоа не го разбираме. Не се прифатливи тие одлуки. Одиме понатаму. Што правиме сега во моментов? Како го решиме, еве каже. Еве го како кој решението. Прв го спомнав, ја спомнав фабриката, сега ве слушам сите некако ја редите изградба на фабрика и тоа е во ред. Треба да бараме решенија кои што купираат или засегаат или имаат поддршка од најголем број на граѓаните и од политички чинители. А ние упорно слушаме Коњановски и Габриела од позиција на власт. Да не си влегуваме што бидејќи тешко е за гледачите да слушаат. Повелете ви ако имате нешто што да му Значи, ние реплицирате на како не сме Коновски. биле во Советот, но постојано се потенцира. Меѓутоа, ние сме тука. А дали сме доаѓаме од партија или не доаѓаме од партија? Како сме финансирани? Сите точно знам како се финансирани. Меѓутоа, ниту еден кандидат не излегол без финансиски средства на избори, така? Друга работа да потенцирам. Зошто нас не замолкнуваат тука? Постојано кажувате за проблем со кој се соочуваме. Овде се лажи. Значи не треба да се лажи. Доколку се гласало, треба да им се каже на граѓаните дека се гласало и да не се бега од тој проблем, бидејќи ние сме тука баш за тие проблеми. Така е, апсолутно треба да покажете визија. Еве господин Коновски вели дека наидува на поддршка овој проект, дел вика дека не. Може би ќе треба и референдум да се организира, зошто да не? Референдумот на Запад и во поразвиените земји е многу користена алатка, како да кажам. Така, да одиме со друга тема или сакате уште нешто, Коњановски, на некого сакате да реплицирате? Да позволувате, да повелете господинот Методија Куновски би го упатил, повторно велам, до една од најупатените во оваа проблематика, министерка беше господјата Шукова, Каја Шукова, која е и кандидат за Скопје. Таа добро ја знае проблематиката и јас како експерт ја почитувам. Значи, многу добро е разработен цел овој систем и да не ги замајуваме луѓето дека се работи за депонија. Депонија е најмалиот сегмент од системот за управување, вклучувајќи селекција, складирање, депонирање и така натаму, собирни центри. Таа е, ке треба да го изопштите овој како да кажам проект со граѓаните, нели? Едно знам, секој систем ќе биде подобар од ова што го имаме сега, тоа е ѓубриште. Океј, одиме на друга тема. Ајде, повелете. Бидејќи беше спомената и кандидатката. Ајде, повелете. Повторно ќе ви го одговорам оно од пред 2 недели, 3 недели кога почна кампањата. Без разлика кој бил во каква позиција, сум сигурен дека имал најдобра намера. И сега сакаме ние да представиме пред битолчани дека економската исплатливост на проектот е поважна од она што е нивен интерес и нивна желба. Граѓаните на Битола велат не за овој проект. Првиот чекор во било кој проект, особено таков грандиозен и гломазен и толку скап, е јавна анкета, презентација на проектот кој што или го прифаќаат или не го прифаќаат граѓаните. Вие ниту тоа не го направивте. Вие во моментов, еве од позиција на управители како ВМРО ДПМН на Министерството за животна средина. Уште не знаете каде е локацијата. Затоа велам, дајте да одиме чекор напред и да предложиме решенија. Одиме со нова тема. Одиме со нова тема околу урбанизмот, стоп за дивоградби, дали Битола се соочува со преголема бетонизација, дел од граѓаните се бунати на таа тема и кој е градежниот развој на Битола во иднина, со кои проекции располагате, господине Коњановски, од вас сега ќе почне на оваа тема ќе почнеме со одговори. Повелете. Ви благодарам. Ако со нешто можеме да се пофалиме, да кажем, во делот, што сме направиле навистина стоп во тој дел. Локална самоуправа сме, заедно пак ќе речам и со дел од советот, советниците, кои беа присутни во тој совет, кои се против бетонизацијата, кои го затекна она што го затекна на лице место. Меѓутоа ќе напоменам неколку податоци. 17.800 нерешени проблеми за легализација. Законот не го измисливме никој овде од нас и мислам дека не сакам да разговарам за тоа. Решени се над 4.000. Само во време на оваа локална самоуправа, за разлика од претходно кога беа 700. Дел се позитивни, дел се негативни. Во делот на инспекторатот, во овој период се утврдени прекршоци во работењето. Суспендиран од работа е раководител на сектор за општински инспекторат, така наречен главен инспектор. Во делот на стопирани се обити за бетонизирање и одземање на дозволи за градење. Завршуваме. Тука ќе имате можност да се доизјасните на оваа тема во делот на реплики и контрареплики. Дека се одстранети над од можни 5.000 гаражи, времени објекти, 1.400 на кои предвидено е да се прават
не згради, не бетон, или зелена површина, или паркинг простори, Мирчевски. отстраните 45 времени објекти и 10 Повелете вие како Благодарам за прашањето. независна Јас не знам како сме поддржана успеале да стигнеме до 5000. Македонска ера трета, да не погрешам, повелете. До 5000, еве да речеме Дивоград били отстранети или Дивоградби воопшто, во рете, не е проблем. Јас не сум слушнала до сега да има Дивоградба градинка или пазар. Сум слушнала дека има, значи, капитални објекти, згради. Како стигнале да се изгради во Битола една таква зграда или капитален објект, а да е Дивоградба, навистина не ми е јасно. Меѓутоа, јас кажувам со самото доаѓање како иден градоначалник, ревизија на се комплет во општината. Дали постојат Дивоградби, дали има Дивоградби и дали функционираат тие Дивоградби. Како што кажав, стоп за бетонизација. Значи не сме да се зелени површини се уништуваат баш за тие споменици и баш за тие Дивоградби. И се соочуваме навистина со голем проблем. Уште еднаш ќе повторам, нека ми кажат дали има една градинка Дивоградба. Некој да направи да се смилува на дечињата, еве што не можат да стигнат во градинка, да направи една Дивоградба градинка. Илиевска, повелете. За жал, Битола се соочува со класична бетонизација, бидејќи многу често, односно најчесто гледаме дека оној законски предвиден 25% зеленило не се употребува и можеме да констатираме дека имаме цели населби каде што нема ни еден ќош зеленило и мислам дека треба да има целосна ревизија на сите тие градби. Меѓутоа, морам тука да нагласам, бидејќи ги спомнавме и оние времени објекти, да се донесе одлука каде што се започна со нивно отстранување, меѓутоа, за жал, на местата каде што се отстранија тие времени објекти, кои што навистина ја грдеа Битола и кои што беа нефункционални, на истите места им беше ветено на граѓаните дека за многу брз период ќе се изградат или паркинг места, или зелени површини, или паркчиња и така натаму. За жал, многу мал процент од тие места се уште се вокал, се уште се нефункционални, а мислам дека за тоа не треба ни големи средства, ниту пак е некоја големо оптоварување за општината. Страшна работа се случува во Битола подолго време. Уништија една прекрасна површина, тоа беше касарната, каде што можеше да се користи за рекреација. И ако веќе нешто се прави, да се направат таму спортски терени и други комплекси, можеше да се направи факултет, можеше библиотека, можеше градинка и така натаму. Згради се градат, а нема паркинзи. Значи, политичарите во Битола, зборувам за сите градоначалници и советници, со исклучок на некој, чест на некој, се тешки мафијаши. Заедно тие креираа од 35 години ова урбана мафија. Во Битола има 4-5 фамилии кои се екстремно богати и се богатат наша сметка. Имаме во центарот на градот, се викало областа, таму зграда до града, нема паркови, нема ништо. Значи, верувајте, ова што го зборуваат и градоначалник, и Габриела, и да речеме советниците, тоа е лук и вода, празна вода. Ние ова, ние она ќе направи. Николовски, повелете, бидејќи времето исто, повелете, Николов. Мојата стручност е архитект, јас сум архитект по професија, можеби најблиска тема ова до мојата професија, можеби сум и отповикан да зборам на таа тема. И токму заради стручноста, господјо Илиевска, се лепат околу мене, и заради мојата исполнителност, и сакам да кажам дека кога зборуваме за објекти во Битола кои што се изградени каде што не име местото, еден од последните проекти што го направија ова локална самоуправа беше спортскиот центар кај Елпида Краманди, кој е направен на маркица каде што треба да се направи објект за високо образование, а земјиштето се уште е приватна сопственост. Не е се уште нема направена експроприација. Инаку инфраструктурниот проблем е најголем во Битола, а не бетонизацијата. Во Битола не постојат булевари и улици. Во Битола постојат само 2 булевари по должината на градот, од јужната и од северната страна, а попречни булевари не постојат. Редно време и крајно време и во догледно време тоа мора да се направи за да се скратат тие движења, а со тоа и да се навратиме на првата тема, да се намали емисијата на штетни гасови. Така. Димов, повелете вие. Во делот на урбанизмот во Битола денес има повеќе бетон отколку дрвја. Ке ставиме стоп за дивоградбите, ке направиме нова урбанистичка мапа со јавна ревизија и ке воведеме јавен регистар за секоја дозвола. Ке изградиме нова канализациона мрежа, а посебно во селата, затоа што срамно е во Битола. Имаме села кои што немаат канализација, немаат водовод, немаат
основни средства за живот. Значи, Битола ќе ја подобриме, но Битола не е само Битола. Општина Битола има и села. Значи, селата се заборавени. Јас како иден градоначалник ќе се потрудам сите села да добијат чиста вода, канализација и се што му е потребно. Така ви благодарам за одговорот. Пред да одиме на господинот Куновски, само да кажам дека 71.808 е градско население, бидејќи спомнавте нели селата, заедно со нив околу 105.654 ова според последниот попис 1000 број Битола со се околината, трет град по големина во државата. Повелете, Куновски, на оваа тема. Битола, иако големиот дел, особено централното градско подрачје, е прогласено за заштитено, нели, и со закон, јас навистина не знам како е можно да се случуваат онакви појави и онакви градби во самиот центар на градот. И се сомневам дека носењето на генералниот урбанистички план е веќе 4 години, ако беше најавен пред 4 години дека експресно ќе биде донесен, не се носи само за да може да биде оставен простор за такви манипулации, калкулации и формирање на интересни кругови од општина Битола и од приватни инвеститори во градот. Од друга страна имаме неурбанизирани се уште населени места кои што се на 10 минути од центарот за градот. Јас неколку пати бев во посета на Боримечка или се сретнав со луѓе од населбата Златен Рид, која што од времето на Владимир Талевски, партискиот другар на господинот Коњановски, требаше да биде урбанизирана, луѓето платили за изградба на улици, на канализација и на сето останато, но се уште немаат улица. Значи станува збор за апсолутен хаос во областа на градежништвото, архитектурата и она што треба да биде план за развој. Го имаме и сообраќајот како тема. Сега дојдовме до моментот на реплики и контрареплики, но прво пауза за реклами. Почитувани, продолжуваме со анализа 24 Битола и кандидатите за градоначалници се гости во неа. Застанавме кај моментот нели на втората тема за реплики, контрареплики. Коњановски, вие се пријавивте, повелете. Само да одговорам и да појаснам. Да. Значи, како констатација ова, така не реплика конкретно кон некого, на кого? И конкретно. Па, например, на господинот Куновски дека генералниот урбанистички план го започна ова гарнитура, 25 години беше стар, никој досега немаше храброст да го отпочне, затоа што сите беа супримирани, плашени дека тоа е кривично дело, неверојатна работа. Во однос на гаражите, од 5000 од стране регистрирани објекти, 1400 досега се проект кој го копираат и многу градови други во Републикава. 45 времени објекти се отстранети, не е точно дека на тие места нема ништо. Да, не можеме се да постигнеме. Значи во моментот направен е и паркинг кај Јад Битола, за зградата на Јад Битола, наспроти Јавор, кај Декорпот е паркинг, направено толку е можноста за реплики, контрареплики. Повелите, Куновски, бидејќи сте прозвани, па и другите. Господине Коњановски, за да се гордеете со проект кој што требаше пред година 2-3 да биде готов како генералниот урбанистички план, или со срушени гаражи и ништо не направено на простор од 20, 30, 100, 200 квадрати, навистина ви се чудам. Да зборуваме дека не сте успеале од било која причина да направите некаков грандиозен, гломазен, скап проект во Битола, може би ќе ве разберам. Ама зборуваме за проект кој што велевте дека ќе биде готов пред некоја година и зборуваме за гаражи кои што станаа како ѓубришта да има во овој дел. Вие имате да му одговорите, ајде повелете. Добро ќе се информирате, господине Куновски, колку време кај експертите, нормално кој разбивате, веќе архитектот, тука вие Николовски, колку време треба да се изработи генерален урбанистички план. За година, 2 и 3 не може да се изработи урбанистички. 4 години, да. Ние почнавме првата година во тој дел и никој не ветуваше спектакуларни објекти во Битола. Во Битола се работи како никаде досега во Македонија. Ајде, Мирчевски, повелете. Може да дозволите да молам да ја завршиме. Ајде, уште, ама вака, ако почнете, значи многу... Да. Јас не ја пишував вашата предизборна програма минатата. Така, ајде, повелете, Мирчевски. Ве молам. Ајде, ве молам. Јас не ја пишував вашата предизборна програма. Ако да сме колегијални, да имаме и за другите можности. 4 години ќе биде донесен генералниот урбанистички план. Вие ветувавте дека на местото на срушените гаражи ќе има зелени паркови, катчиња. Така. Каде има господин Коњановски? Ајде, повелете. Моментално сте на седница на Советот на општина Битола и на парламентарните партии
во државата. Еве како ви изгледа еден совет, еве како ви изгледа нефункционалноста на општо на сите јавни предпријатија, еве ние започнавме, ние завршивме, ние не постоиме граѓаните. Овие пари со кои се започнати проектите и се завршени, се пари на партии, не се пари на граѓани. Еве, во моментот можете да видите како изгледа една непарламентарна дебата. Апсолутно треба да сме парламентарни и секој да добие можност. А Огненовски? Вака да ви кажем, ти си од СДС, господине Куновски, господинот градоначалник е доаѓа од владеачката партија. Нас како граѓани тоа не ни интересира. Почнавме, направивме, немате ништо направено. Зошто во овие последни 4 години, да не одам потаму, дозволувате да се градат? Еве се изгради во областа таа една прекрасна убава зграда. Како дозволувате да се гради? Прво нема доволно паркинзи, ја да не зборувам зеленило. Урбанистички план не е донесен, па нема да дозволиш градба, додека не се дозволи. Значи, дајте малце по практични да сме бре луѓе. Не го лажете, народо поточно битолчани и се разбира гајаните околу селата на општината. Дајте да се работи нешто преку глава ние од Друг некој дали приказните. има нешто нова тема, бидејќи и следната ми е околу сообраќајот. Повелете. Јас само кратка Николовски. сугестија, би ги замолил господинот Куновски и Коњановски и односно би ве потсетил дека ова не е ТВ дуел, тука е ТВ дебата. Дозволете и другите да кажат нешто. Се прифаќа и ако уште Благодарам. Така, И ние имаме уште многу. некој Илиевска, вие дали имате Димов околу оваа тема или немате ништо? Вие Илиевска немате ни вие? Или имате, да, ајде, повелете. Ќе бидам. Значи, не знам дали Коњановски има поминато кај пазар, не знам дали има видено каква кал има на местото каде што се отстранети гаражите, не знам дали има видено карши дебојот позади зградите што се случува. Меѓутоа, она што граѓаните го гледаат секој ден е прашина, кога нема врнежи, а кога има врнежи, можат само со чизми да влезат дома и тврдам дека на тие места можеше гледате сето тоа од советот? очигледно Госпоѓа Вие не Омирчевска, реплицирате сега. Добро, на заврши. Госпоѓа Омирчевска, не ги знаете надлежностите, што значи извршна власт, што значи совет одавна вие ги власт. знаете. И гледам дека Наследно прашање, тука остануваме пак во околу урбанизмот, одиме со сообраќајни решенија, улици, патишта во и надвор Битола, тука и канализациони, одвод, довод и еве Мирчевски од вас почнуваме сега. Околу прашањето за сообраќајниот, нели, сообраќајот како е решен во Битола, па и одводот, доводот, канализациони мрежи, се тоа никако ќе ви некако е кажам, поврзано. никако. едно со Еве, јас нема да филозофирам многу, за да не изгледа како да водам некоја дебата од политичка партија, бидејќи ние не се разбираме од ништо. Еве, знаеме дека, например, ние како граѓани не сме ни во совет, нити па ни дозволуваат да кажеме нешто за да бидиме во совет утре други ден. Значи, еве кажувам, нема кај да се паркира, ќе ви кажам отворено. Катна гаража немаме, бидејќи не знам дали е на централно или на локално ниво, или не знам како да ја направат катна гаража. Инфраструктура е катастрофа. Јавниот сообраќај е катастрофа. Има места каде што воопшто и не функционира. Не функционира. Катна гаража немаме, велосипедски патеки во ред. Ќе кажам што можеме ние да помонудиме, има да се реконструират, да се поврзат, ако може да речеме до долно горно Оризари и така натаму, да можат луѓето да се наведат на еден начин да да го користат велосипедот. Купување на еколошки автобуси, не смееме и тоа да го кажеме ние пошто не сме способни да купиме, значи буквално ние не сме способни за ништо. Меѓутоа имаме проекти кои би гарантирале дека би ги реализирале, не на парче хартија. Илиевска, повелете. сметам дека најголемиот проблем во општина Битола во моментот е нефункционалноста на јавните предпријатија, се дават во долгови, кои што допринесуваат за нивна неможност да реализираат апсолутно ништо од она што се нарекува тековна работа. Ке подсетам дека јавното предпријатие Водовод во моментот кое што има повеќе од 1 милион евра долг, пред една недела пред избори има склучено договори во висина од 500.000 евра. Значи, еме во долг, се склучуваат договори и не се внесу. Јас ќе ве замолам, значи, доколку може, ако не може, нема проблем, значи. Мислам да сме парламентарни сите. Да, меѓутоа не можам јас да зборувам кога некој ми влегува во збор. Повелете. Мислам дека ми го трошат времето. Не, па ќе ви дадеме. И ова се пари наши. Мислам дека треба сите да знаат дека имаме склучени договори од 500.000 евра една недела пред избори. Истото се случува и со јавното предпријатие Комуналец.
Вие имате предпријатие кое е задолжено повеќе од милион евра, имате 300.000 евра склучени договори една недела пред избори. Тоа е класичен грабеж. Затоа немаме функционална водоводна мрежа, затоа не функционира сообраќајот. Така ви дадов намерно повеќе време заради упадот, условно речено. Имаме нефункционални предпријатија како што се Паркинзи, Комуналец, Водовод и Нискоградба. Ајде, Огненовски, повелете вие. Благодарам. Ве молам, не зборувајте. Да. Немаме време, гледате, немаме Не, па јас затоа брзам за да само фатиме ве сака молам, пизапелисте. ајде, молам сега, не можеме ни да се концентрираме, бе луѓе. Значи, поентата моја е многу едноставна. Битола е крш. Имаме ние градоначалници, се разбира, зборуваме за ова, сега представаме, имаме председател на Советот, кој што покрај што е председател и градоначалникот беше поранешен советник и таа е 12 години. Да ми одговорат тика пред сите, пред македонската публика и пред битолчани. Дали вие сте одговорни за ова што се случува во Битола, за ова уништување на инфраструктурата? Зборувате дека имаат јавните фирми загуби. Значи, вие да ми одговорите, јас како човек лаик, што не зна ништо, граѓанин обичен, дали вие имате право да се изборите, да се борите со тие фирми, имате своји надлежности, пример градоначалнико или партијата што е на власт, да именуваат директори и не знам што и вработени. Тоа е по законот. Одговорете ми, вака испаѓа, ова немаме. Извини, Габриела, ова немаме. Ајде, јас колку што разбрав и до Коњановски и до Габриела Иливска, ајде повелете со вашата. Да, готово веќе, нели титкаше тоа, заврши. Поминавме сите, така натаму. Не, сега сте реплика и контрареплика, па после вие ќе да заврши со одговорите. Често се отвара оваа тема дека во градот ништо не е направено. Сите кои сакаат да бидат добронамерни ќе ви кажат и ќе видат дека во градот беше буквално инфраструктурен бум. Во изминативе 4 години, така ќе продолжи. Ќе уверувам граѓаните. Оние проекти кои ги изработивме, улици во должина од над 50 километри, со комплетна реконструкција, ни една улица не е направена само асфалт. Комплетна инфраструктура, комплетна промена на целиот систем. Значи, Битола уште има азбестни цевки кои пијат за водоводно снабдување. И цело време се префрла дека воопшто не се работи. Па се зафативме со 2 капитални проекти. Влезот на Битола од страната нова, а јавните предпријатија и она што се кажува за јавните предпријатија, тоа треба да се запраша малку. Илиевска. Повелете. Јас би сакала да одговорам на господинот дека директорите на јавните предпријатија ги избира градоначалникот, меѓутоа за жал во последните не знам колку години јавен повик за избор на директори не е распишан. Тој јавен повик го распишува, тој јавен конкурс го распишува градоначалникот, не Советот на општина Битола, и токму заради тоа градоначалникот нема поддршка од нас како советници, бидејќи постави партиски луѓе кои апсолутно поима немаат од областа кај што се поставени. Ние не поставуваме директори поставува градоначалникот. Така, сакате ајде како Јас вас те прашав конкретно. Дали вие, господине Коњановски, како градоначалник, председател на Советот, 12 години во Советот, и зошто сте таму можете да влијаете на тие јавни фирми? Да работат како што треба. Ако не можете, тогаш да немаме ние повеќе советници, ни градоначалник, да се распушти ова, да не се трошат пари. Ако е така, знам дека имате влијание и можете да направите фирмите наши да работат многу подобро за нас граѓаните и да не бидат во загуба. Прашавте да не се повторуваме, да не губиме време, за да сме поекспедитивни. Ајде, ако сте повикани, па па вие, да. Значи, секогаш може да се разговара на оваа тема и точно и Советот и градоначалникот имаат влијание. Меѓутоа треба да се видат и објективните причини зошто е тоа, состојбата е таква, а дел од тоа ќе ви одговори сигурно и председателката на Совет, која во многу седници на Совет ги блокираше и за вработувања, и плановите за развој, и плановите за работа на јавните предпријатија, едноставно не дозволувајќи и за инвестиција и за развој.
Ајде, уште вие повелете, па ќе му дадам можност на Николовски. Сакала да кажам дека тоа не се нарекува блокирање, туку предпријатие кои го имате превработено со луѓе од партија и директори кои што ги носат во дубиози директорите, не може да гласате за такви планови. И вториот момент, господине Коњановски, е тоа дека вие во јавните предпријатија, еве класичен пример пред избори, директорите наместо да си ја бркат работата, вие ги влечкате по митинзи. Значи, тоа е класична партизација на јавните предпријатија. Апсолутно немам намерата да го поддржам. И се гордеам што не сум го поддржала. Вие треба да се срамите од јавни предпријатија кои функционира, ги уништивте. Николовски, повелете. Значи, шарена е ситуацијата во Битола. Јас кажа пред малку, кога зборуваме за екологијата, дека главниот предуслов е веќе остварен тоа што оваа коалиција си отиде од политичката сцена во Битола, се распушти Советот и сега сме спремни да разговараме за нешто поубаво, за нешто поголемо, за нешто повеличенствено. Бидејќи со вакви констелации како што им сте сведоци да слушате и да видите, не може Битола да оди никаде. Не може да има ни прогрес, не може да има напредок. Само со новиот состав на Советот на општина Битола и со новиот градоначалник, тоа може да се направи. Досега беше невозможно. Така, ова ви беше како една констатација. Димов, вие дали сакате реплика или не? Да. Па во врска со сообраќајните решенија. Да, јас не го искористив моите. На реплика? Не, реплика велам дали имате, бидејќи на тоа прашање се даваме можност за реплики. Темата не е завршена, јас мислам дека сум време. И јас не се искажав на тема сообраќај. Ајде, добро, повелете. Во врска со сообраќајот во Битола, тоа е во тотален хаос. Значи, во делот на патиштата имаме дупки, нормално, не се работи професионално. Не знам проблемот дали доаѓа директно од градоначалникот или директно од целиот состав што е таму. Значи, таму од сите чинители во општината. И моментално може да видиме и на самата дебата, на самата емисија, дека ние во Битола имаме и многу добри глумци, кои што се во политика влезени. Значи, нас ни треба работа во Битола, да се засукаме ракавите. Значи, театри треба да отварат, ајде малку да ја релаксираме дебатата. Завршивте? Со репликата, да. Добро. Ајде, вие, Куновски, повелете. Кога обично го користиме зборот бум, мислиме веројатно на одек на бомба. Од бумот на ВМРО ДПМН и на Коњановски во Битола станати се само кратерите по улиците. Апсолутно нема ниту простор, ниту можност било кој од локалната самоуправа во моментов да биде горд на сработеното во овие 4 години во однос на инфраструктурата. И не се проблем само јавните предпријатија, зошто се во таква состојба каква што се, апсолутно се сложувам со дел од дискусиите дека заради апсолутната партизираност која што во моментов е присутна, но влезот од страната на Прилеп, кој што многу пати се споменува, беше направен практично под притисок на премиерот, дојде во Битола да ги искара, зошто уште не сте готови со овој проект капитален. Ајде, Коњановски и толку, на оваа тема. Наност да се направи нешто за да може да пред избори да се демонстрира. Уште Коњановски нека се изрази, па сакам и за Пелистер, бидејќи ќе немаме време, а сакам за Пелистер. За темава не ни разговаравме, зашто се фативме со сосема друг дефокус. Да кажам дека Куновски податоците, мислам не се обраќам до вас само, мислате погрешно, точно во овој отчет ги има точно како е сработено со бројки, со средства, со пари. И ако некој не може да види. Значи, вие кажувате дека нормално дека мора и ние многу пати сме се извиниле на граѓаните за она што е направено во делот за проблемите во одвивањето на сообраќајот, значи мора нешто да растурите за нешто да направите. Некој ако каже дека не е реализирано над 50 километри улици, инфраструктура, влез кој никој немал храброст да го отпочне од едната страна, со 300 проблеми со експроприација и така натаму. И она другото што го планираме од страната на Охрид. Ајде, Мирчевски, вие имате реплика во видео? Како што сме одена сега и слушаме, значи единствен проблем според мене е департизација. Партиите очигледно не можат повеќе ни да се договорат. Толку време владеа 35 години што в Битола ја зедоа како своја својина. Едноставно треба да се растури, треба да се направи, ние ова го почнавме, пак истото сакам да го кажам. Не е битно кој почнал. Битно е кој ќе заврши. Не се битни проекти на хартија, битни се да се работи. Така. Ајде, Николовски. Битни го нека заврши. Кратко би констатирал дека улицата, таа славна улица во влезот на Битола од кај Прилеп, првиот камен темелник беше ударено пред година и пол, ако не се лажам.
година и пол ништо не се направи, господине Коњановски. Сега, на неколку месеци пред изборите, како на народната кога овчарот цел ден истрижил 3 овци, а вечерта рекол дајте уште 33 вечева. Тоа не може бидејќи. А ова што се случи со улицата, ве уверувам дека е диверзија. Само не е диверзија од тој тип, туку диверзија од вашите соработници. Така, Димов, повелете вие и да одиме на Пелистер, бидејќи уште 10 минути имаме. Благодарам. Јас би сакал да потенцирам врска со овие капитални проекти што се кажуваат во Битола. Изопшто нема капитални проекти. Улиците не спаѓаат под капитални проекти. Значи, влезовите на градот Битола не е капитален проект. Значи, во Битола нема изграден ни еден капитален проект. Сето е замајување на луѓето, на битолчани, и меѓу другото, капиталните проекти требаше да се градат со унгарскиот кредит, но тие се потрошија за плати и за други покривање други трошоци. Илиевска, почнуваме сега со овој сет на прашања за Пелистер. Што може од Пелистер да се направи? Кој фокус го давате на првиот национален парк? Еве не знам кој беше од учесниците кажа. 4 години кој покажавме ние како советници, тоа е отпочнување на проектот за изградба на гондола на Пелистер. Доста е Битола да плаќа пари за да се градат секакви капитални проекти на сите други места во Македонија. Време е Пелистер да почне Пелистер да го добие она што го заслужува. Изградбата на гондолата представува еден капитален проект кој што ќе значи за Битола да постане центар за туризам и во лето и во зима. Изработена е физибилити студијата, односно распишан е повикот, мислам дека ќе биде во најскоро време изработена. Мислам дека се работи за еколошки транспорт, вклучени се експерти од странство кои што навистина со своето знаење, меѓутоа истите беа фасцинирани од она што го нуди Пелистер, и тука мора да нагласам дека истото започна по иницијатива на мојот колега Иван Чулаковски, кој што 4 години се трудеше да им објасни на сите дека Пелистер мора да биде најзначајната дестинација за туризам во Македонија. Пелистер бидејќи е природен ресурс, Огненовски, повелете прво да поминеме со одговорите и потоа колку ќе имаме можност за реплики за Пелистер, повелете. Пелистер е убавина, светска планина, сум бил во многу држави и сум видел. Значи, број еден што треба да се направи е патот до Пелистер. Еден магистрален пат да ги поврзи сите села од Нижополе до пато магистрален што оди за Ресен Битола, број еден. Без пат немаме ништо. Да се изгради треба на северната страна скијачки центар со повеќе стази и со жичари, тоа се подразбира долу во подножието кај што се селата Бугалови хотелчина. Ние мора да мислиме 21 век. Пелистер да биде светска туристичка дестинација, не македонска, не балканска, не знам што. И заедно со помош на државата наша, со приватници, а јас имам луѓе кои што сакаат да инвестираат во Битола, евен, имам инвеститори кои што сакаат да изградат и депонија за преработка на ѓубрето, да се произведува струја и така натаму. Значи, дали се тоа инвеститори од Америка, од други држави? Ние мора да мислиме на големо. Има интерес и тоа е добро. Нас не ни е доволно да изградиме сам нешто да изградиме. Не, треба Пелистер да биде светска туристичка дестинација. И што може и летно време и зимно да се ползува, повелете Николовски. Благодарам за прашањето. Два моменти се клучни по мене во врска со Пелистер и со таа природна убавина. Првиот момент, Елем, државното предпријатие, за да ако сака да ги искупи своите гребови, за она се што не го направи со рек Битола досега и со сиот тој нечист воздух, сите последици што ги трпиме се уште како регион, најмалку што може да направи е да инвестира во Пелистер. Како што инвестира во Попова шапка. Во што е Попова шапка подрагоцена или подобра од Пелистер? Тоа е едниот момент. Сега предчувствувам дека господинот Коњановски ќе ми забележи дека пред 2 години Ама вие кажете си го вашето, не бидете оптоварени што ќе каже Коњановски, да повелете. А таа инвестиција е толку мала што дури спаѓа во категоријата на минорни инвестиции. И втората инвестиција е капитална. Да се направи патот од Битола завршувајќи до Молик и завршувајќи повторно со Битола. Патот за Пелистер да биде едносмерна улица, регионален пат едносмерен. Тоа значи Битола, Ротино, Магарево, Молика, а на враќање по овој пат сега што се качуваме. Димов, повелете. Пелистер е бренд кој лежи неискористен. Значи, туризмот во Битола може да допринесе илјадници нови работни места. Јас предлагам да се во Пелистер мора да прво да вложиме. Како што рече господинот Огненовски, ние немаме инфраструктура, немаме пат да се качиме на Пелистер. Тоа е сега кога ќе падне снегот, првиот снег,
Не дај Боже, таму некој може и да се лизни, да загини. Значи, ние немаме прва инфраструктура. Друга работа. Како ние ќе развиваме туризам на Пелистер кога водата е загадена? Еве ги поканувам сите овде, после дебатната емисија, да одиме ние на Пелистер, во Националниот парк и да се напиеме вода. Сите ќе откажат, затоа што водата е со фекалии. Значи, ние немаме под пелистерските села, немаме ниту вода, ниту канализации. А ние сакаме туризам и да градиме нешто. Вашето време истече, Куновски, повелете. Пелистер е уште еден од бисерите и белезите на Битола кој што изминативе неколку години успеавме да го уништиме или ако ништо друго еве не успеавме да го развиеме соодветно. Јас морам повторно, иако ќе не годуваат дел од присутните, да се навратам на периодот 2017-2021 година, кога беше изградена пречистителна станица под селото Трново и она што требаше да биде дополнително направено е поврзување на хотелот Молика со Трново, за да немаме сега загадени води. За жал, во 4 години тоа не се успеа да се направи. Се согласувам апсолутно целосно дека инфраструктурата е голем проблем за развој на Пелистер, а во нашата програма, она што еве ќе го споменам, предвидуваме и урбанизација на подпелистерските села, за да можат да инвестираат и да вложуваат во сместувачки капацитети, во хотелски услуги, за да може овој еден цел сегмент на мерки и активности кои што би се презел да донесе до бенефит и за развој на екотуризмот и за развој на генерално на градот. Точно, господине Куновски, континуитет е потребно во секоја дејност и во секоја работа. Она што вие го направивте до Трново, ние го продолживме понатаму. 22 милиони денари се потрошени, инвестирани во изработка на колектор за отпадни води од Трново до Магарево, онам каде што застанавме. Секундарната мрежа е поставена низ селото Трново, водоводната мрежа паралелно во тој систем е воспоставена, коловоз е на локалниот пат, онаму каде што беа прокопите е направена, така да до границата со Националниот парк Пелистер, до рампата, како што ние ја знаеме, делот е завршен. Одиме понатаму, требаше да се прави колектор од Магарево до границата со Националниот парк, до рампата. Меѓутоа, директно од блокада, ради блокада во Советот, блокирани се 1 милион евра и 1 милион евра средства блокирани се во тој дел за изработка на точно тоа. Колекторот кој ќе оди понатаму од Магарево до Националниот парк, за водоводната мрежа, блокирани средства од грант, фактички блокиран, а од со наши средства требаше да се обезбеди коловозот кој не можеме да го обезбедиме и да го реализираме ради блокираните средства. Повелете, Мирчевски. Кога зборуваме за Пелистер, исто се сложувам со сите, значи реконструкција на патниот правец Битола Пелистер. Обнова на детското одморалиште Пелистер, каде што децата би можеле да си летуваат, зимуваат и кампуваат. Исто така, субвенции за граѓаните, ќе речам, жителите на околните села како Трново, Магарево, за развој на селски туризам, за да можат и тие да живеат од нешто, бидејќи економијата во Битола знаеме како. Прво и основно, значи, настава во природа, обновување на одморалиштето за деца, каде што ќе можат да престојуваат. Тоа би било како наш капитален проект. Емисијата е пред самиот крај, ме заинтригира ова со немаме можност за реплики веќе, жалам на оваа тема. Околу ова што рековте блокирани средства, кој ги блокирал тие средства еве заради поголемата јавност? Ќе се препознаат самите кој ги блокирал средствата, апсолутно. Затоа што не кажавте да не испадне дека не сме кажале. Само да кажам, во право се господата кои кажуваат, сите сме за таа гондола туристичка која треба да се направи. Што е услов за да се одблокираат тие средства? Ве молам, бидејќи завршувам. Нова структура на Советот. Мислите, ајде вие, вако бидејќи со Советот, дозволете, само да кажам. Да, ајде нека каже он и вие и завршуваме тука. Една секунда. Да би се возеле со гондола, точно е господата што кажуваат. Прво треба да ги изчистиме фекалиите кои слегуваат од горниот дел на Пелистер и затоа се изработене подпишан е проект за прочистителна станица и ова сето што ви го кажував со колекторскиот систем е предуслов за да Илиевски, уште вие заради оваа блокада повелете. И завршуваме. Јановски лажи на медиум, каде кажува дека нешто било блокирано, изгласане се одлуките за приоритетни проекти кои треба да се добие грант, меѓутоа бараше од Советот на општина Битола да донеси одлука со која потврдува дека јавните предпријатија, комуналец, односно Нискоградба и Водовод немаат долгови. За жал, таква одлука апсолутно ни еден советник не може да донеси. Во Советот ние имаме 3 советници, не може 3 советници да блокираат. Заврши емисијата, ви благодарам што бевте дел од ова издание на ТВ Анализа, што ги споделивте вашите визии и гледања за развој на Битола и благодарност до нашите почитувани гледачи. Довидување.